Добар ден, го испраќам денешниот петачки поздрав со кој што ја заокружуваме оваа недела во исчекување на викендот кој што е пред нас. А све разбира, во 15 часот и 15 минути веќе е време за денешното ново издание на Алфа Ординација и нашата тема на која што ќе се задржиме во следните 45 минути. Тема во која што ете можеби младите мајки најмногу, односно темата е за нив, најмногу ќе се пронедат во истата за едукативните совети за правилно доење и превенција од мастит. При тоа ќе позборуваме за многу важни работи при доењето, контактот на мајката и новороденчето и сето она што треба да се знае од аспект на едукација на младите мајки. Трпение, време и примена на некои едноставни мерки за правилно поставување на бебето на градите се најчесто доволно мерки за да се реши проблемот, но тоа не е се. Има работи на кои што треба да се внимава, работи на кои што треба да се стави акцентот. Тоа младите мајки го добиваат во болниците или веднаш по порадувањето, но затоа е добро и ние тука да позборуваме на оваа тема, се со цел и ние едукативно да влијаеме. Зборувам со госпоѓа Марина Стерјевска, се извинувам, сестра, едукатор за доење во Аџибаден Систина. Добар ден за вас, Марина, и добро дојдовте во... Добар ден, благодарам што ме поканивте. Во Систина, оние кои што присуствувале, веќе знаат дека неколку пати ги одржуваат едукативните работилници за правилно доење, за сите оние совети околу доењето. Има доста голем ефект на нивото на едукација, се разбира, информираност на младите мајки, што е необходно. Исто така е добро да знаат и оние кои што сигурно во следниот период ќе ги организирате како едукативни работилници, дека можат да присуствуваат. Ние ќе се задржиме, како што споменав, на оние важни работи околу доењето, но на почеток може еден вовед за самиот процес и за резултатите од едукативните работилници кои што ги имате и посетеноста. Прво благодарам што ме поканивте. Задоволство ми е да учествувам во вашата емисија и да зборуваме за оваа непресушна тема. Доењето е едно од најважните моменти во животот на жена покрај забременувањето и раѓањето на своето дете. Може да се збори многу. Доењето е уметност, ја би рекла, и треба да се научи. Со помош на медицинските сестри и со помош на нашиот цел персонал кои стојат зад мајките после породувањето и во текот на престојот во нашата болница. Има доста работи кои што треба да се кажат, особено за младите мајки кои што влегуваат во еден период непознат за нив. Оние работи со кои што се соочуваат кога ќе пристигне новороденчето, чекор по чекор треба да ги запознаваат и многу е подобро кога има поддршка и основно знаење за истото. Кога се однесува за првиот контакт на мајката и на бебето, тоа е многу важен контакт, особено го потенцирате вие, едукаторите, но и докторите кои што се задолжени нормално и за тоа. Ќе се задржиме токму на тој прв контакт и бенефитите од истиот. Што представува првиот контакт? Првиот контакт на детето и мајката, на новороденото и мајката е од непроценлива важност. Тоа се остварува уште во родилниот сала или операционата сала, во зависност од тоа како течело раѓањето. Ако се работи за царски рез, веднаш по раѓањето, односно екстракцијата на детето од стомакот на мајката, веднаш се става детето контакт скин ту скин до мајката, да се погледнат, да се гушнат и да осетат она топлина и она енергија што ќе имат понатаму за цел живот. Ако се работи за спонтано раѓање, веднаш после раѓањето бебенцето се става скин ту скин, значи на градите од мајката, за да се запозна, за да го осети бебето, да осети топлината на мајката, мирисот на мајката, со тоа и да се оствари тој многу важен прв контакт кој ќе важи за цел живот понатаму, се додека се во живот. Посебно кај дечињата што се раѓаат со спонтано породување, важно е да се стават и награда веднаш после раѓањето. Тоа е првиот подој. Се зависи од тоа во каква состојба е детенцето и мајката се разбира, но меѓутоа многу е важен тој прв контакт за да се активира оној инстинкт кај детето, природен инстинкт што го има за цицење и да осети мајката топлината на своето чедо. Најчесто тоа и се случува при
нели нормалното породување, односно породувањето кое што не е со царски рез, туку е природно породување, но во случај кога жената, односно мајката се породува со царски рез, тогаш детето цица по третиот ден. Така? Не би рекла. Значи, има еден одреден период кој треба да помине за да може мајката да си дојде на себе, поради било како вид на анестезија е во прашање. И се остварува и лекарствата и се остварува тој контакт и после 2 часа ако треба и во посрекавари собата, така да ние ги носиме дечињата и да бидат во тој прв контакт и ке мајки што се со царски резови породени. Значи, ако дозволува нели состојбата на мајката и нормално и на детето. Така. Обично проблеми може да се појават од неправилната положба на мајката при доењето или пак од неправилната положба на новороденчето при доењето. Од тука ние ќе се задржиме на правилните положби кои што треба да ги има и мајката, но треба да ги има и новороденчето. Ова се и чести совети кои што ги давате секојдневни на мајките кои што се породуваат во системот. Да, апсолутно. Тие совети не може да се дадат веднаш после раѓањето, нели, после во родилната сала, заради тоа што сепак треба време мајката малку да си дојде на себе си. Тоа обично се случува кога ќе се симне мајката во соба, каде што ќе биде со бебенцето и почнуваме со доењето. Значи, прво и основно е да се каже на мајката што треба да прави, во која положба е најдобро во нулта денот, односно првиот ден после раѓање, најдобро која положба е да заземе, за да биде комотно и за неа и за новороденото, заради тоа што знаеме дека повеќето од мајките не се толку мобилни после посебно после првото раѓање, односно првата бременност. Да, но и тука се случува збунетост, конфузија. Збунети се, психички се така малце, да, не се толку не можеме да кажеме психички нестабилни, туку вознемиреноста и новото чувство кое што го имаат во моментот ги прави да бидат возбудени. Апсолутно и страф од непознатото, ако не се доволно едуцирани. Да, и на некој начин да бидат расијани и во моментот хаотични за да може да постапат правилно и покрај советите кои што претходно ги добиваат. Да. Значи најдобра положба веднаш после раѓањето, односно првиот ден е најдобро да лежи мајката, да биде во една легната положба, на страна, завртена, со бебето гушнато и ставено во низината јама од лактот. Подоцна ќе објаснам со моево манекенче што го донесов тука, како изгледа тоа. Него најавивме дека имаме и модел бебе кој што ќе ни помогне во самата демонстрација на тоа како точно изгледа посликовито. Што значи првиот, вториот ден се додека мајката не е толку мобилна, најдобро е да биде легната, свртена кон страна и така да си го држи бебенцето додека го дои. Некои мајки многу подобро им е да бидат во полулегната положба, со тоа што ќе биде подигнат креветот, со тоа што ќе биде обезбедена кичмата, перници од страна, поддршка за низиното рамо, бидејќи рамото не сме да виси. И ако дозволуваат условите, односно нема болки, не се работи за царски рез, па не сме да се превиткува, затоа што тоа треба да седне под прав агол од 60 степени, би рекла дека ова положба е многу позгодна за мајката во однос на тоа како го перцепира бебето, поради тоа што го гледа под прав агол. Ако го е во легната положба, течат подоите, меѓутоа така го гледа детето под кос агол, така да е малку треба повеќе тука сестрата да работи со мајката и почесто да ги контролираат мајките дали правилно го прифатиле детето и дали правилно го поставаат на самата града и дали тече подојот како што треба. Трета положба веќе имаме мајки кои се второродки, третородки и се доволно силни и храбри, буквално да седнат во фотелја, стол, поддржан исто така со перница на грбот, и така да го дојат, со тоа што нормално се повикува сестрата и сестрата е тука за било кое маневрирање со детето, така кажано, дали треба да го префали од една страна и од друга страна или дали треба да го стави во кревич или да го земе, така да тука мора да биде сестрата се додека мајката не се осети толку сигурна
меѓутоа и кога се многу сигурни, сепак треба да постои стручно лице околу неа за да не се случуваат несакани работи. Да, и помошта која што е потребна околу тоа. Едукацијата е континуирана, дека... да. тука Секој има многу носење на прашања. детето кај мајката, буквално сестрата го користи за една континуирана едукација, објаснување, покажување и едуцирање на мајката за да знае што да прави понатаму. Да, токму тоа го правиме ние во моментот. Во продолжение може, како што кажавме, да демонстрираме за тоа правилно поставување на положбата на бебето, но и положбата на самата мајка, па ќе го покажете вие стручно. Па најважно е Нашата камера ќе го забележи. Најважно е бебето да биде свртено комплетно кон мајката. По цела линија, од главчето до ноџињата. Да не лежи на грб, а со главата свртена да му се нуди дојката. Значи треба комплетно да биде завртено кон мајката, а главчето да биде сигурно потпрено во јамата од лактот, мајката со едната рака да го придржи по цела должина на телото, а другата рака да й служи буквално за маневрирање околу дојката, односно придржување на дојката, давање на правец на дојката, за да може убаво бебето да ја прифати брадавката, а со тоа да оствари добар подој. Обично, како што споменав, проблемите се појавуваат од неправилната положба или ако нели новороденчето не ја има онаа положба која што треба, па и не може ниту да се нахрани доволно, а од тука може да се појават и проблемите со брадавиците, за тоа ќе позборуваме во продолжение за превенција од истото. Што се однесува значи до положбата на мајката, исто многу треба да се внимава и како е легнато бебето, но и како е поставена мајка. Знаете што, први и основно треба да знаеме дека мајката треба да биде опуштена. Треба да биде среќна затоа што го дои детето, да се објасни дека го прави најдоброто нешто за незиното дете, дека му ја дава најквалитетната храна, најдобро избалансираната храна што детето може да ја прими. Полна со многу нутритивни состојки, а што најважно и со многу имунолошки фактори кои делуваат на детето безпрекорно и му даваат некој вид на имунитет за да може да го започне животот така. Да, и нормален раст и развој понатаму. Апсолутно, да. Она што сигурно ќе ги интересира идните мајки е како треба да течат подоите и по самото поредување, односно од првиот ден, па и по пристигнувањето на дома на бебето. Се зависи и индивидуално, можам да кажам, меѓутоа многу е битно да ги контролираме градите во секој момент од денот, зборам предпладне, напладне и послепладне и навечер, колку мајката има млеко и во каква состојба се градите на мајката. Имаме мајки кои што доаѓаат и се пораѓаат и веднаш после пороѓаат го имаат оној прв колострум, што значи можат комотно да почнат некако нормално да почнат да го дојат бебето. Меѓутоа имаме мајки кои што не добиваат колострум и немаат колострум веднаш после раѓањето, што значи градите се така кажано суви, што значи не смееме детето да го ставиме подолго, не од 5 до 10 минути на една града за да цица, посебно ако добро влече, односно цица, може да направиме проблем со тоа што ќе се воспалат брадавките и мајката после ќе има болни подои. Што значи, градите кога се суви, без колострум, без млеко, треба тоа да биде почесто, а пократки да бидат подоите, што значи, зашто почесто? Почесто заради тоа што треба да се стимулираат градите. Градите се жлезди и мора да се стимулираат. Значи, колку повеќе ќе го ставаме бебето на града, толку побрзо мајката ќе добие млеко од една страна, психички ќе биде смирена, ќе биде сигурна затоа што бебенцето е во нејзина преградка, бебето ќе биде мирно, сталожено и ќе биде утешено со мајката, а не во креветче само. А што е најбитно од се, има еден друг тука механизам, значи колку почесто на почетокот првите неколку дена се става бебето на града, толку побрзо е и нормализирање на самата матка после раѓање, што значи да се враќа во првобитната состојба, што значи тоа е се поврзано една голема карика од многу фактори кои што буквално треба да ги знаеме и да и се укажат на мајката за да го знае сето тоа.
Да. И сега, доколку е ваква ситуацијата, тогаш треба да биде новороденчето подолго време на градата на мајката, но во случај кога се е тоа нормално, кога мајката има доволно колострум за да започне нормално доење на новороденчето, тогаш на колку период треба да се дои? Сега велиме ние на почетокот кога сака и колку сака. Ние не можеме да прецизираме на колку време. Тоа колку време, обично 2,5 или 3 сати, е кога веќе ќе одат дома и кога ќе треба да се направи некој ред, односно ритам на доење. Додека се во болница, бебето штом посака треба да се стави на града, да не биде тоа на секој 5-10 минути. Меѓутоа на пола сат, на сат, зависи од потребите на детето, зависи од количината на колострумот и млекото што би го имала секоја мајка, е индивидуално. Се индивидуално. Сестрата треба да процени мајката дали има доволно млеко, дали има доволно колострум, дали градите се во ред, бебето штом сака се носи ке мајката, односно или седи ке мајката и мајката го остава со помош на сестрата на града. Имам уште доста за зборување и прашања кои што треба да ги одговориме, но време зависите во минута. По една минута се враќаме во нашата студија со продолжување на Алфа Ординација. Ете, повистите во минута, продолжуваме со денешната тема во Алфа Ординација, за оние кои што подоцна се вклучуваат. Денеска зборуваме за едукативни совети за правилно доење и превенција од мастит. Совети важни и необходни за младите мајки, кои што треба да бидат доволно едуцирани и информирани за како би се заштитили себе си од проблеми, но и да се обезбеди добра заштита и природно растање на новороденчињата. Стигнавме до подоите, односно кажавме за тоа како би требало да течат самите подои и во на некој начин проблематична ситуација, но и во природна. Оно што ме интересира мене, претпоставам и мајките, е за доењето во текот на вечерта. Многу мајки обично легнуваат, нели, го ставаат своето новороденчето во легната положба со цел да, нели, можат и тие да мируваат и новороденчето да цица. Дали е тоа правилно и како треба да изгледа вечерното или ноќното доење? Значи, доењето во првите неколку месеци треба, се додека педијаторот не каже дека може да состави детето и да преспие малку, ако не бара да цица, треба да биде континуирано во текот на 24 сата. Што значи како дење, така и ноќе. За доењето во ноќните часови мора да се истакнат неколку моменти. Значи, никогаш да не се дои во темна просторија, односно темна соба. Убаво би било кога веруваме дека мајката е секогаш уморна затоа што е исцрпена и после раѓање и во текот на првиот месец мајките се секогаш исцрпени, без разлика дали имаат помош или не. Не би требало да се оставаат мајките сами да ги дојат децата во ноќните часови од една единствена причина да не заспиат. Секој да има пригушено светло, да се гледа лиценцето на детенцето, да се гледа бојата на кожата од лицето, да се гледа што прави детето, дали добро голта, дали е наполнило устичката со млеко, дали е голтнало млеко и секогаш после подојот да се понуди детето да го исфрли воздухот од желудникот во посебна положба која што ќе ви ја покажам. Да. Тоа важи за сите 24 сата, мислам, а посебно навечер, затоа што може да дојде до блюцкање, односно на исфрлање на воздухот со тоа понудување во посебна положба, да блюцне, односно не да Боже да поврати, и тогаш да се случи нешто што не би сакале да се случи. Мајка да ќе се исплаши, ќе се испаничи, ќе се исплаши и сето тоа не е добро. И што е најважно се бебињата да не се остават на спална ке мајката каде што ги дои. Значи штом заврши подојот, се понуди да се уздригне, да се стави во креветче, никогаш мајката и бебето да не спијат на истиот кревет. Причина да не се случи? Од причина се може да се случи. Да. Од тие причини детето треба подојот да се детето стави секој што мајката да има некој, доека го подојува да би има некој пригушено светло, да ја контролирате апсолутно домашните и кој ќе заврши со подојот, некој друг да го понуди детето, мајките малку да ги поштедиме, треба да се одморат и детенцето обавезно да си дојде во неговото легло, односно во неговото креветче. Да не биде оставено со мајката заедно да спија. Да. Бидејќи зборуваме за ова, би било добро и соодветно во овој момент, бидејќи ја покажавме положбата на правилно доење на мајката и на новороденчето, да покажеме која е правилната положба за
како уждригнување на бебето. Да. Сега бебињата кога цицаат, може да внесат и малку воздух во желудникот и затоа е пожелно и убаво е секогаш после секој подој мајката или било кој, обично ја ги учам татковците тоа да го прават, да ги нудат дечињата да го исфрлат тој воздух од желудникот. Се става чиста испеглана пелена преку рамо, се врти главчето на страна, легнува на рамото од особата која што ќе го понуди и го тапша по грбчето се додека не уждригне. Меѓутоа, морам да кажам дека некои дечиња не уждригнуваат, односно никогаш не го исфрлаат тој воздух, па затоа убаво е да се контролираат и да се пратат подоите како се поставува самото бебе на градите. Заборев претходно да кажам, го испуштив тоа, освен таа положба што ви ја покажав кога е бебето комплетно свртено кон мајката по цела линија на телото и мајката му ја нуди дојката, имаме уште една друга положба која обично ја користиме за близнаци, кои ќе се родат близнаци. Да, интересно тоа се. Во наша пракса секогаш ги учиме мајките за да добијат на време и малку да добијат и за себе време, како да ги дојат двете дечиња во исто време. Што значи, каква е таа положба? Едната рака ја користиме за држање на главата и на вратчето, за да го осигураме вратот и главата. Буквално го ставаме под пазови. Овој дел да ни биде обезбеден со некоја убава мека перница или оние полукружните цврлиња перници што ги викаме. Со тоа што ќе биде подпрено телцето на бебето, нема да виси. А со оваа рака буквално се маневрира со градата, односно се нуди бебенцето и му се става прадавката во уста, со тоа што секогаш оваа рака прави лево, десно покрет, со тоа што треба бебето да биде поблиску или подалеку од градата, во однос со тоа дали треба се одмори, дали треба се погледне дали готнало или било што друго. Битно е да се каже, кој ќе се постават бебињата од било каква положба, битно е да се буквално залепат за градата, да бидат блиску, со тоа што само ќе се ослободи едната ноздрва, горната ноздрва од носето, а другата и да е покриена, затоа што не може да биде откриена, што лежи, да може да нормално да циркулира и да диши. Меѓутоа, убаво е да биде буквално припиено до градата, за да нема шанси да се враќа наназад, а со тоа да го ослабнува вакуумот што ќе го направи кој ќе се постави бебето на града. Тогаш кој ќе ослабни вакуумот, збориме за идеално убаво доење, треба да имаме идеален вакуум. Така имаме и влечење и извлекување на млекото од самото ткиво на града. И помалку воздух. Апсолутно. Затоа што е припиено и нема каде. Лево десно, значи ќе се цица. Да. Ако има простор и се враќа назад, тогаш го ослабнува вакуумот, може да голта воздух, а што е најважно од се, може и да ја оштети така брадавката. Оштетени брадавки во спалени брадавки се многу болни, го нарушуваат натамошното доење и треба нивни третман во секој случај, да се знае како да се прави и што да се прави со нив, заради тоа што може да се поремети целото доење како процес, детето да е нервозно, мајката да е нервозна и тогаш цел тој процес се пореметува. Така. Имам знак дека имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Ме интересира дали мачиното млеко е јако и слабо, дали има сега тоа нешто. Дали да се пошто многу мајки се прашуваат дали бебето е гладно, нема млеко. Добро, значи мајчиното млеко не можеме да го вреднуваме дали е слабо или јако. Значи имаме млеко или немаме млеко. Значи го ограничуваме со количина. Нутритивните вредности се исти ке сите мајки. Тоа е предодредено, нели? Прашањето е количината, мислам, да, количината на млекото, дали мајката има доволно млеко или нема доволно млеко, така? Разбрав дека гледачката прашува дали има поквалитетно или помалку квалитетно млеко. Да, и тука велам млекото е квалитетно кај сите мајки, само прашањето е колку млеко има мајката. Апсолутно, значи количината е варијабилна. Значи имаме помалку или повеќе млеко, а не збориме помалку квалитетно или повеќе квалитетно. Значи не треба да се сомневаат мајките во квалитетот, доколку го имаат во доволна количина. Само да се трудат правилно да ги постават работите со доењето, за да може да добијат секој нареден ден, секој нареден подој и секој нареден ден се повеќе и повеќе млеко. Добро.
Оно што го споменавме околу самото ождренување на бебенцето, односно доколку се случи на неколку пати тоа да не го испушти воздухот, може да предизвика тоа, го знаат, претпоставувам мајките, истина го кажале вие, и грчеви, кои што се природни во првите 3 месеци, но дополнително го влошуваат тоа самиот воздух. Па грчевите настануваат обично после 3-та недела од животот и може да трае до 3-тиот месец. Има среќници што не добиваат грчеви, меѓутоа има дечиња кои што имаат стварно грчеви, а тоа се навистина јаки колики, Да. и треба да се третираат тие со помош на нашите педиатри, ги советуваме што да прават, каков третман е на грчевите. Да, Тоа го елаборираме во нашите амбуланти. Да, добро. Овој знак што го слушнавте е знак за гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Еве би сакала да пуштам на прашање, се работи за моје внуче кој што има 5 месеци. Мајката само го дои и има веќе 11 килограми. Меѓутоа, сакам да прашам, овие АД капки до кога треба да ги прима бебето, затоа што кога беа 7 месеци ортопед, рече главчето, лекарката им рекла по 5 капки педиатрот, меѓутоа она им рекла да го зголемат, додате да ја зголемат, затоа што главчето се уште му било меко и за тоа. Она не го дои навечер и рече лекарката да не го дои и е многу напредно, има 11 килата, ја не знам дали е тоа нормална тезина за 5 месечно дете. Ви благодарам. Добро, благодарам за јавувањето. Претпоставувам повеќе прашање за педијатар околу АД капките. Апсолутно, да. Треба да се консултираат со ортопед. Ортопедот при преглед ќе види за каква мекост на коските се работи, колку треба тоа дете да прими капки. Тука не можам ја да навлегувам, тоа е компетенција на ортопед. А во врска со тежината, мислам дека многу напредува детето и мислам дека треба да се видат со педијатар. Ние имаме едни криви на раст кои ги користат нашите педиатри и спрема тие криви на раст ќе се види колку отстапува или колку не отстапува од природниот раст, колку треба да расте во текот на месеците. Значи една мерка за тоа како би се воделе мајките. Меѓутоа и тоа е во компетенција на педиатрите наши. Ние секогаш кога ќе видиме дека дете е многу напредното, посебно велиме, морам тоа да го кажам, дебело дете немаме у наводници ако мајката само го дои, значи имаме напредно дете. А ако се работи за хранење со аптамил, тоа е сосема друга приказна и мора да се направи еден консултативен преглед и детето да го види педијатар. Така, во овој дел е многу важна едукацијата на мајките и околу внесот на храната, видови на храна и консумирање доволна количина течности, оноку колку што е потребно во текот на доењето секојдневно, што се разбира под директно влијание на квалитетот и количината на млекото. За квалитетот се разбравме дека е ист, но за количината има влијание примањето на доволна количина течности. Малку хубаво. Видете, кога ќе се породат мајките, кои ќе дојдат на оделение, тогаш сите ние велиме течности треба да се примаат во голема количина. Збориме кои ќе дојдат и веќе и дома, дека тоа е една количина од 2 до 3 литра, разделени на повеќе пати во текот на денот. Меѓутоа, знаете, тука има еден мал феномен. На почетокот сите ние го викаме пите течности, примете течности, хранете се, за да имате сила да се вратите побрзо, да ја вратите енергијата, а со тоа и да дојде млекото со тоа што ќе внесуваме течности. Да. Меѓутоа, имаме момент кога може преку ноќ, буквално за 2 сати да надојде млекото, и тогаш имаме проблем. Тогаш мораме да кажеме, балансирајте со течностите, не внесувајте толку за да видиме бебето колку цица и колку вадиме млеко од градите. Што значи треба еден баланс да се направи. Значи ние не можеме да кажеме на мајката денеска треба да испиете 3 литра течност, а она има толку многу млеко, бебето не ќе да цица, а мајката не го измолзува млекото. Значи ќе имаме огромен проблем. Ќе имаме тешки, болни гради, ќе имаме дури некои мајки се јавува и температура, трески, поради тоа на доаѓање млеко и непразење на градите,
А најстрашно е кој ќе се појави оној феномен на блокирање на протокот на млекото, што значи што ми имаме преполнети гради ке мајката, не се изнесува млекото, односно не, без разлика дали бебето цица или се измозуваме, дали рачно, дали со пумпа не е битно, градите прават еден блок со тоа што протокот на млекото прекинува и не можеме да го изнесеме млекото надвор од градата, без разлика бебето воопшто, значи тука треба и манипулација со сестрата да ја среди таа работа со тоа што ќе истретираме градата на начин на кој што треба. Така, бидејќи на неколку пати ги споминавме болните брадавици и она што може да се случи при првиот контакт на мајката и на бебето, односно во првиот краток период, е таа осетливост на брадавиците. При тоа мајките треба да знаат за негата, како треба да изгледа на тоалета на брадавиците и што всушност треба да направат, а да не се откаже актот од доење, затоа што некогаш мајките и токму поради таа болка и се откажуваат од доењето на детето доколку продолжи болката. Како да се превенираат воспалените брадавици, а од тука и ригади. Поставувам прашањето, но застануваме само за момент да го вклучиме гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавуваме за грчевите во самачето. Премногу грчеви има. Дури се вцрвенува во врашчината кога има многу грчеви. Се стега, навечер плачи, не убоспија. Добра. Мислам дека да ги споменавме грчевите. Му даваме капки исто, еспусан и колит прес. По секој до повој споро секогаш. Добро, благодарам за увањето. Ова е чест проблем кај новороденчините, односно секој новороденче, барем од оно што сме ние информирани од доктори кои што доаѓаат кај нас. Многу ретко се случува некој да нема грчеви, барем воопшто. Да. Уште еднаш ќе повторам, значи грчевите се бидат од третата недела, обично, па може би да траат и до третиот месец. Многу е битно како се поставува бебето на града. Тоа е една мала превенција од грчеви, значи да не глута воздух, да не оди тој воздух од желудник да премене во горни парти на црева, па и во долни парти на црева, а со тоа ќе не може да го исфрлиме воздухот, па ќе мора преку цревцата за да излезе тој воздух по пат на гасови или па се стварат некои колеки. Меѓутоа, грчевите фактички кога збориме за грчеви, збориме за некоја мала незрелост на самите црева, што е нормално. Природен процес е тоа. Апсолутно, тој е природен процес. Меѓутоа, секогаш треба да бидат родителите, односно мајките, во контакт со нашите педиатри, да им советуваат кои капки, затоа што има капки кои што малку поспецифично се даваат, кои бараат одстојување во мајчино млеко или во формула, зависи што прима детето, а не секогаш мајките тоа го знаат и грешат во давањето на капките и давањето на пробиотик е една од најважните работи, веднаш по раѓањето. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа е во доме на педијатарот и секогаш кога одите на педијатар, може да разговарате на таа тема и педијатарот топло ќе ви ги препорача сите овие капки и пробиотици кои што треба дечињата да ги примат, за да им се олесни тај прв, втор месец од животот до третиот месец, ако веќе имаат грчеви, да им се олесни таа болка. Да. И се дозволам јас тука само да надополнам, со оглед на тоа што сме имале многубрни изданија на Алфа Ординација, во нив и гостување на педијатри и слични прашања од овој тип, и секогаш педијатрите велат дека грчевите се еден природен процес, низ кој што секој новороденче треба да пројде, а давањето на различни типови на капки е само ублажување на оно што може да го почувствува бебето како болка, но целосно не може да исчезне бидејќи е природен процес низ кој што треба да се помине. И ние преку ваквите емисии учиме да старавате кои што ете останале запаметени. Да стигнавме кај воспалените брадавици, односно превенцијата од тоа. Секоја мајка треба да знае уште кога е во бременоста дека треба да почне да се ги негува своите брадавки. Како тоа да го направиме? Значи, прво и основно, брадавките не треба да се мијат со никакви сапуни. Без разлика дали се тоа пеха неутрални, идеални сапуни, сапуни што одговараат за новородени, обично мајките ги користат тие. Значи, било кој вид на сапун, односно течен сапун, штети на брадавката, бидејќи исклучително нежна. Треба да почнеме со нега уште пред раѓањето на бебето, со помош на ланолински креми, што се специјално дизајнирани и направени за таа намена.
Значи, треба да се мачка пределот на брадавката и околу брадавката, значи они темен дел ареолот, за да постигнеме една добра еластична брадавка, еластична кожа која ќе се породи бебето да биде спремна буквално брадавката, односно градата за првите подои и понатаму за доењето. Затоа што само така, кога е еластична кожата на брадавките и тој дел околу ареолот, може повеќе да издржи брадавката во текот на цицањето на бебето. Значи така се припрема. Кога ќе почне доењето, нанесувањето на ланолинската крема е многу важно, посебно кај суви брадавки, кај мајки со светла кожа, каде што прагот на осетливост е многу повисока и знаат многу да болат, без разлика дали се оштетени или не. Тоа е една припрема. Брадавките треба да се мијат само со млака вода, да не се бришат со ништо. Ни идеално мека крпа би можела да ги оштети, начелно кажано. Значи сами од себе на воздух, на собен воздух да се исушат. Ако имам колострум или млеко, да се стисне 2-3 капки млеко, да се размачка околу брадавките ареолот. Тоа е фактички една заштитна подлога, затоа што знаеме дека мечиното млеко е содржи антибиотски фактор. А после од озгора да се стави тој ланолински крем и така фактички да се третираат брадавките. Ако имаме воспаление на брадавките, многу треба да се внимава дали правилно го ставаме бебето на града. Ако мајката не може, секој подој, додека мајката во болница, треба да ѝ се помага, да се едуцира и да се научи како тоа да го прави дома и што е најважно, дури и незините блиски треба да се едуцират како да ѝ помогнат. Бидејќи мајката сама не може тоа да го прави. Треба втор човек околу неа за давање на бебето, за било каква помош. Така да убаво е секогаш, и јас секогаш сакам да ги едуцирам не само мајките, кои им покажувам и бањање и нега на папче, туку и татковците, затоа што на некој начин си ги штеда мајките, па сакам да ги едуцирам повеќе татковците, за да се осетат малку, бидејќи се хендикепирани, они не можат да го имаат тоа ние што го имаме. Така да убаво и двајцата да се едуцираат и двајцата да го отпочнат тој процес на родителство и уживањето е обострано. И расположени ли се татковците за примање такви совети, што е уште поважно за практикување? Секогаш. На почетокот се малку исплашени, меѓутоа ги охрабруваме, секогаш се расположени, дури сакат они да ги бањат и им покажуваме, им ги покажуваме движењата, покретите како да ги движат, како да ги подигнат дечињата, како да го спуштат детето, така да се расположени и сакат да учествуваат во сето тоа нормално, затоа што тоа е нивно детенце. Така. Да, тоа е добар знак со оглед на тоа што мајката особено во тој прв период е навистина оптеретена со многу работи на нова страна од животот, што е дополнителен терет. Да, сега морам да напоменам, извинете, да не заборавам употребата на силиконски брадавки. Некој тоа го исповетува со тоа што ако не може бебето да прифати брадавката, ако е по модел неадекватна за устата на бебето, односно за бебето, за да прифати. Тоа обично се вовлечени брадавки, поинаква конфигурација на самите брадавки. Силиконските брадавки многу ни служат за помош, моментална помош, за да ги заштитиме воспалените и брадавките со рагади, за на некој начин ги заштитиме одреден временски период, се додека не се вратат назад во првобитната положба, а да не го прекинеме доењето на таа града, бидејќи доењето е многу битно континуирано да тече, а не да прекинеме па само на една страна да го ставаме бебето, заради тоа што после ќе се стимулира само едната страна, а другата страна помалку стимулирана ќе биде и автоматски ќе има помалку млеко. Да, значи тука силиконските брадавици може да завршат многу важна работа и во однос на спречување на дополнително воспаление на Апсолутно, затоа што така ги заштитуваме на некој начин. Тоа не значи дека така мајката ќе продолжи да го дои, има ситуации кога мора, меѓутоа не значи тоа, меѓутоа на некој начин ги одмараме за да не биде бебето во директен контакт со брадавката и буквално се дооштети таа брадавка и да има после многу болни последици и дури може да протекува и крв, да има рани, а тука морам да спомнам, кога веќе се појават у крајен случај ранички, многу треба да се внимава на хигиената, бидејќи тоа е многу добар влез на бактерии,
А така се случува и инфективниот страшен мастит, за кој што многу ич не сакам да зборам, меѓутоа мора да се каже. Да, бидејќи е неизбежно да се спомени и тоа како Да. совет во уведелки, имаме ние уште малку време и тоа да го споменеме. Само веќе кога ги споменавме силиконските брадавици да бидеме исполнителни во целост во одговор и да споменеме дека тука исто така хигиената на силиконските брадавици Апсолутно тие се ставањето- стерилизираат исто како и се друго што има. Да, и што има- правилното ставање, за да не влегува Апсолутно. воздух, за да може да Видете, брадавките силиконски имат две крилца, како да ги наречам. Формата на брадавките е со две крилца, со два издатока лево и десно. Тие два издатока, односно крилца, како да ги наречам, треба да бидат горе и доле. Многу грешиме кога ги ставаме лево и десно. Зошто се горе и доле? Тие буквално служат за да ги потребиме двата прста на тие две крилца, за да можеме да направиме идеален вакуум на самата силиконска брадавка, со тоа што ако немаме добар вакуум, бебето само ќе шмата пластиката буквално нема да го прима. и нема да го извлече млекото и тогаш имаме пак една нервозна ситуација и не сме направиле ништо. Така. Значи тие две крилца служат за потпорка на двата прста што треба да биде горе и доле, да се направи добар вакуум на силиконската брадавка и тогаш внимателно да се земе бебето, да се почека кој ќе отвори устата, јазичето да биде доле и буквално со горната и долната устна да ја прифати во длабочина силиконската брадавка, а со тоа и претходно и брадавката која е без силикон, тоа е правилното поставување и на самата брадавка и на силиконската брадавка. Да, и кога ќе се научи тоа, веќе понатака преминува во навик и нема проблем. Имаме гледачи двајца кои што не чекаат на линија, не ги слушаме прашањата. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Пред се да поздравам вас и вашата гостинка. Благодарам. Благодарам. Вака, сакам да прашам за кремата која предмалку зборувавте за нејза. Не биде чисто како реклама, но дали ќе може да спорукате да ми предложи некоја крема која би можела да ја користам, затоа што сум веќе пред пораѓај и сакам да почнам со таа крема која споменат. За брадавици, така? Да. Дали Имаме многу, се не би сакала да преферирам, затоа што сепак неќам да испадне дека рекламирам. Меѓутоа има многу фирми, во секоја апотека ако отидете, ќе видите многу ланолински креми, а верувајте дека сите се добри и се на база на многу прочистен ланолин, кој што не е штета на новороденото, односно може преку ланолинската крема и бебето и да цица. Да. Добро, значи има такви креми кои што во голем број кои што може да се употребат за олеснување на проблемот за кој што зборувавме. Го споменавме маститот. Маститот е последна точка во нашиот денешен разговор. Имаме уште 5 минути до крајот на денешното издание, затоа во кратки црти ќе споменеме за превенцијата кај маститот, при тоа како се разпознава дека веќе станува збор за мастит и доколку се појави за жал какво е лечењето. Најдобро да збориме за превенција од мастит. Значи, едукацијата е мајка на превенција на маститот. Значи, мајките треба да бидат едуцирани, да знаат како треба да ги поставуваат децата, како да ги дојат, временски колку да ги дојат, ритмот на доењето треба да се објасни на мајката. Меѓутоа, кога имаме ситуација кога од било која причина мајката не може да дои или од било која причина бебето не може да цица или доволно не цица, или одбива да цица, има многу причини, да не ги набројувам сега. Едноставно, млекото ќе остане во градите, изгледа кој ќе пипнете градата како да има грудки во неја, болна е, црвена е, топла е, мајките обично добиваат температура, има многу болка во градите, во градниот кош и тоа мора колку што може побрзо да се реши. Како се решава? Едноставно со масажа и тоа не со притискање, бидејќи градите се жлезди, не смееме да ги воспалуваме со притисок. Односно, најдобро е да работиме со јагодиците од нашите прсти, значи како да се удира по типки од инструмент. Значи нежно во сите правци да се размрдат каналите, да се раскршат на некој начин тие грудчиња од заостанато млеко и со тоа да направиме, да предизвикаме проток на млекото. Добри се и топлите облоги, обично се користат пеленчиња, тетрапелени, натопени во топла кон вруќа вода, меѓутоа секогаш треба се внимава да не е многу вруќа, па да не се изгорат граите, бидејќи тие се поосетливи
делови од телото на жената, се завиткуваат градите наоколу без брадавката и без ареолот со топли пелени, се покриват со дебел пешкир за да се задржи топлината и тоа се менјава еднаш, два пати, три пати и после тоа иде масажата. Ќе видат самите мајки дека буквално после тој третман почиња млекото само да капе и да тече, што значи најдобро е во тој момент да се стави бебето на града. Колку што може повеќе да цица и за да извлече млеко. Сето тоа, значи маститот не се решава само со еден таков третман, тоа треба да континуирано да се прави во следните 24, 48 па и 3 дена, се додека градите не си дојдат во една нормална состојба. Ако е мајката, ако е во болница, тогаш се контролира. А ако не е мајката во болница, тогаш секако треба да доаѓа во нашите амбуланти да ги сконтролираме градите за да не направиме поголем проблем. Збориме ако имаме рагади или ако имаме ерозии на самите брадавки, треба тоа да го види гинеколог и педијатар и ние како сестри да се вметне и нешто во вид на антибиотик за да се спречи било каква инфекција на мајката поради не да Боже појава на инфективен мастит кој е доста страшен и треба да се лечи на време. Да, само ми се чини дека еве пред да се одевме скроз не споменавме за измолзувањето. Измлазувањето може да биде рачно и со пумпа. Секоја мајка која има доста млеко, уште во текот на престојот на болницата, треба да знае дека убаво е после секој подој ако заостанува млеко, треба да се измолзи рачно или со помош на сестрата, да ја покаже техниката на измолзување, што тоа е малку поспецифично, или со пумпа. Ако има потреба, тоа млеко може и да се даде ако бебето е ограничено со тоа колку внесува млеко, така да секоја капка млеко мајчино е важна и безценета, така да мора да се искористи. Да се искористи, да. Марина, јас ви се заблагодарувам што бевте денеска заедно со мене, со нашите гледачи. Дадовме навистина многу важни едукативни совети, впрочем тоа беше нашата цел денеска, нашата тема. Се задржавме и на превенцијата и мислам дека бевме многу јасни за младите мајки. Оние кои што ве следат со едукативните работилници, верувам ќе продолжат во тоа. Оние кои што не, веќе знаат дека имате, па во следното организирање на истото, верувам дека ќе ги имате во се поголем број. Добар е знакот дека и татковците се заинтересирани за тоа и тоа е уште подобро и леснително за мајката. На крајот ќе ви подарам списание кој што впрочем и секојдневно ги правиме со докторите во алфа ординација. Руски доктор, лековити билки, хроноготвач, испрати рецепт. Ова е во соработка со Color Media, а ова се овомесечните издања кои што верувам дека благодарам многу, благодарам и за поканата. И задоволство ми беше да присуствувам и да олеснам некако да ги упатам нашите идни мајки и мајките кои веќе ги дојат дечињата. Бидејќи вреди да се знае за сето ова што го кажав, затоа што доењето е нешто повизвишена работа, од доење нема. Бидејќи мајката му го дава тоа што е најдобро за своето бебе. И чувство кое што може да го има само мајката. Чувството само мајката може да го осети, тоа е убавина, тоа е мир. Психолошкиот аспект за мајката е непроценлив, а бебето е утешно, задоволно и знае кај припаѓа. И мирно. Апсолутно. Ви благодарам. Имате убав работен ден, претпоставувам. Благодарам. Вама ќе се ви се заблагодарам за вниманието и за учеството во алфа ординација. Ќе ви посакам да имате продолжение на петочниот ден во добро расположение, а се разбира и убав викенд кој што не очекува со нас следната повторно од понеделник. Довидување.